Немаш право да бидеш лута што другите се срекни, успеваат и се чувствуваат удобно во своја кожа. Здраво, јас сум Кристина, хипноза и мајндсет коуч. И сакам да ти кажам дека немаш право да се лутиш на другите што напредуваат. Немаш право да се лутиш на другите што се успешни во своите кариери, немаш право да се лутиш на другите што се успешни во своите бракови. Немаш право, затоа што секој за себе треба да биде одговорен за својот успех. Не можеме да бидеме одговорни за својот успех додека во исто време сме насочени само другите што прават. Пратиме реелси, гледаме работи на Инстаграм и се обседнуваме што другите прават, наместо со тоа каде ние сакаме да одиме. Не можеме да бараме да бидеме среќни доколку постојано се водиме што другите сакаат да направат во животот наместо која е нашата интуиција. Не можеме да бараме да бидеме исполнети доколку само гледаме како другите медитираат, само гледаме кои техники постојат, а ништо од тоа не применуваме. Не можеме да бараме да бидеме центрирани доколку не сме потрошиле ни една минута во денот да се прашаме како сме. Немаш право. Значи твојот резултат му претходат активности, свесна намера. Животот не е само случаен. Животот има простор да се креира и ти можеш да го креираш, ти можеш да го промениш правецот каде ќе одиш денес. Една твоја одлука да влезеш во група на жени кои работат на себе, да се приклучиш меѓу луѓе кои можат да си помогнат самите себе, каде што влегуваш во група меѓу луѓе кои напредуваат и ќе ти покажат како ти да напредуваш. Ќе те поврзат со центарот во себе и ќе ти кажат гледај таму, тоа е твое место. Ти имаш свој центар и своји информации. Доколку тоа го направиш и го спроведуваш секојдневно, седнуваш сама со себе, пишуваш, контемплираш, она што ти го дава животот, не му се спротивставуваш, туку го земаш како платформа за учење и викаш, колку интересно, што ми носи ова сега, тогаш нема простор ти да не успееш. Нема простор ти да не се чувствуваш срекна, затоа што знаеш дека твоите дела водат до резултат. Се гледаме на Self-Love крузот во Охрид, кој точно тоа ќе ти помогне. Не да гледаш во другите, него да гледаш во себе. Ќе ти даде алатки како да нурнеш во твоето внатрешно богатство. Се гледаме на брод.